Ќе влезете во главната црква во манастирот Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка, ќе забележите дека од десната страна почиваат моштите на Светиот Јоаким Осоговски, а од десната страна се наоѓаат моштите на Свети Јоаким Крчовски. Учител и просветител во Македонија во првата половина на 19 век. Со потекло од Кичево, но со дејство и оставени големи траги во Кривопаланечкиот регион. Учител, просветител. Самиот отец Јоаким Крчовски потекнува од Осломе Кичевско и заедно со неговата презвитера и со неговите три сина доаѓа во овие области, каде што тој заедно со неговите три сина, од кои што двајцата биле свештенослужители, свештеници, односно еден иконописец, го проповедал Словото Божјо низ Пробишти, Кратово, Крива Паланка, дури и до Ќустендил. Свети Јоаким Крчовски се замонашува во светата обител во манастирот Свети Јоаким Осоговски и бил и игумен долг период. Како што ни раскажува и отец Дејан Апостоловски, Светиот Јоаким Крчовски бил возлюбен од кривопаланчани. Тој го ширил христијанството на народен јазик и објавил 5 книги. За време на својот живот многу бил возлюбен од кривопаланчани, бидејќи на разбирлив народен јазик им го доближил Христос. Тој всушност има и напишано 5 дела во кои што на разбирлив начин на сите им зборува за Христос и заради тоа што се трудел на разбирлив начин Христос да му го доближи на неукиот човек, бил многу возлюбен од кривопаланчани, така што веднаш по неговото упокојување тој бил погребан на градските гробишта во Крива Паланка, каде што неговиот гроб бил на издигнато посебно место, каде што секогаш паланчани кога доаѓале на задушница и воопшто кога доаѓале на гробиштата да се помолат за своите упокоени, најпрви одерле пред гробот на Свети Јоаким Крчовски, каде што чинеле метанија и палеле светје и потоа палеле светје при своите упокоени. Свети Јоаким Крчовски е канонизиран во 2022 година. Тој е вброен во светителите. Ете, по неговите молитви и по молитвите на Светиот отец Јоаким Осоговски, Светиот Јоаким Крчовски беше канонизиран, односно беше вброен во ликот на православните свети во 2022 година од Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија и неговиот спомен го празнуваме на 23 мај. На 23 мај црквата го слави споменот на преподобниот Јоаким Крчовски, светителот кој до народот со разбирлив јазик го пренесе христијанството.